Со блескавиот настап на Тамара Тодеска, групите IQ и Монистра, како и креативните африкански звуци, представени од групата Малек Кварти од звртимената француска општина Ливаро, заврши 6-тото издание на етноплоштад фестивалот во Берово. Сепак атракција на сите фестивалски денови и ноќи беше спектакуларниот концерт на балканската звезда Здравко Чолик, кој со сигурност може да се каже дека својот животен концерт на сите гостувања во Македонија го одржа токму во Берово. Многобројната распеана и разиграна публика од сите генерации непрекинато ги рецитираа стиховите на сите песни од Чола, кои грмеа на градскиот плоштад во Берово, додека еуфоријата ја подигна и настапот на слаткаристика и Джија Немин. Илјадниците гости присутни на фестивалот можеа да уживаат во разновидната програма, која оваа година го направи најбогат етноплоштад фестивалот во Берово, додека градот личеше на светски фестивалски центар, кој слободно може да биде конкуренција на европските и светските фестивали. Градоначалникот на Берово, Драги Наџински, истакна дека Берово сјаеше во сите фестивалски денови и ноќи, а им се заблагодари на сите поддржувачи и спонзори на фестивалот, без кои немаше да се случи успехот и квалитетот на случувањето, со порака за идната година за уште поголема организација. Мислам дека овие 3 вечери ние како локална самоуправа, како општина Берово, направивме и реализиравме проект кој проект е на општо задоволство на сите вас. И се надевам дека сето тоа што го имавте вметнато во програмата во овие 3 вечери чинеше задоволство не само на нашите сограѓани, него и на големиот број на гости, туристи, кои овие денови во чест на Пресвета Богородица, нашиот најголем празник, беа присутни тука во Берово. Не можам да не се заблагодарам и на спонзорите кои финансиски дадоа огромна поддршка да го реализираме овој проект, тоест да го реализираме етноплоштад фестивалот, кој има огромна финансиска поддршка и од Министерството за култура при владата на Република Македонија. Најголемата посетеност досега на фестивалот докажа дека Берово е атрактивна дестинација која знае и умее да се справи со еден ваков настан од светски размери, а беровчани исто така беа задоволни од економскиот бенефит кој претходните 3 дена го наполни градот со туристи од сите краишта на Македонија, соседна Бугарија и европските земји. Страхотно, многу добро преживяване, многу емоции, многу добри исполнители. До година, ако правите пак отново такъв фестивал, ще викна и мои приятели от България и ще дойдем да се веселим. Најголем бенефит за нас како локал беше тоа што гостите заминува и пак се враќаат задоволни од целата, воопшто од целата програма, од пристапните цени и од коректниот однос од персоналот кон нив. Голема е разликата во посетеноста на фестивалот, така да споредба негде 1:3. Сакам да ги поканам и гостите што дојдоа и што не дојдоа, значи наредната година да дојдат и да го посетат Етно Сквер фестивалот во Берово. Много беше интересно. По гласа може да познаете, супер беше. Супер, много сме задоволни. Кој според вас беше главната звезда? Чолич нормално. Се беше убаво изпланирано по план. Добро беше, на Чолич не бе, а на другите беше интересно. Супер си придемо, Берово е супер. Веќе втора година не го доаѓам на фестивал. Јасно. И многу ни прија клима исто било. И гостоприемство Беровско е фантастично, а исто многу добро се наспиемо. Тој сме близко во 12 викендица и планираме и да се вратимо чак и да пишуваме малку музика. Феноменална организација на фестивал. Че мора да го похвалим Марина Јоршин, че профи организација. Кој они се главни крици што се ни бега спонајали. Во последните 30 години најголем, моментално. Па се надаме за напред че се направиме още по-убаво нешто. Супер беше, много убаво. Таа година најубаво, мисла, феноменално беше.
Ептен и трите вечери беше, ама првата беше зарад гостино. Беше најубава дека. Дали според вас Здравко Чолив беше главната звезда на сите три вечери? Да. Това се знае, немаше од. За него дојдеа сите, беше една голема толпа на свете и супер беше. Преубаво. Дефинитивно, мислам, нема што да се зборува, најубаво беше. Таа година беше феноменално. Како си задоволена од фестивалот во Берово? Твоите оценки кои си? Како си помина на фестивал? Супер. Треба ли според вас вакви случувања да има секогаш? Да, секоја година. За разлика од претходните години, дали мислите дека овој пат беше најдобро? Да. Како сте задоволни од фестивалот во Берово? Супер, брзо. Супер ле беше? Фалеше ле нешто? Не. Главниот покровител и спонзор на концертот на Здравко Чолик на етноплоштад фестивалот во Берово, директорот на групацијата Зегин Благој Механџиски, вели дека идејата за овој потек го гледа во потенцијалот кој го има Берово, кој за разлика од другите места каде се организираат вакви светски настани, има многу подобри услови за фестивали од ваков вид и има многу повеќе што да понуди. Јас сум одел на многу други манифестации, од исти или слични или нешто поволи манифестации, и тие таму се многу рекламираат, мислам со многу помали потенцијали од нашите, и затоа ми дојде криво, па зашто ние имаше дека стварно има што да презентираме, што да рекламираме, значи. И од тој аспект јас решив да правам ова манифестација и со радост ги ангажирав се да тие наши гости кои ќе бидат на денот на голема порта. Идејата постои од подолго време. Господинот Благој Механџиски, собственикот на компанијата Зегин и сега на новата компанија Зегин Healthy Food, по неколку наши средби, имаше идеја да направи еден поголем спектакл, музички спектакл во Берово и во неврзан разговор и со мене и со повеќе луѓе од естрадата, таа идеја полека почна да се реализира. Јас стапив во контакт со градоначалникот на општина Берово, со луѓето од општината кои се задолжени за културно-забавниот живот и тие на почетокот нормално беа и изненадени, а од друга страна и малку предпазливи со едноставно и нормално прашање и барања дали тоа ние ќе можеме да го направиме и да го организираме. Седнавме заедно повторно со луѓето од општината, со градоначалникот, направивме на организацијски одбор, една група која што го организираше целиот тој настан, кој што траеше неколку месеци таа организација, по однос на маркетинг, по однос на целата пропаганда, обезбедување на бина, сцена за целиот настан, бидејќи сепак тоа е еден голем концерт, еден голем спектакл кој што во овие простори на Берово и Малешевијата до сега го немало. Идејата на господинот Благој Механџиски за овој концерт, за овој спектакл, се совпадна и со мојата идеја, која што исто така беше на иста вранова должина би рекол, пред се да го промовираме Берово во туристичка дестинација, која што од година во година оди во нагорна линија. Нормално да има бенефити за градот, да има бенефит за сите туристички објекти во градот и пошироко, бидејќи знаете дека сите туристички капацитети беа исполнети, сите ресторанти и објекти беа исполнети. Едноставно бенефит за целиот град, да се чуе за Берово, да се чуе за таа туристичка дестинација, да се направи еден голем спектакл, сите тие што не биле да дојдат, да го видат Берово, да видат македонската Швајцарија. И едноставно речено, јас бев најзадоволен следниот ден по фестивалот, кој што сите беа луѓе насмејани, сите беа весели и оние кои што биле, бидејќи сите беа актери на овој спектакл. Позитивни коментари и впечатоци пристигнуваат од секаде, па и од менаџерскиот тим на артистите кои велат дека организацијата на фестивалот, за разлика од другите градови во Македонија, била на многу повисоко ниво, а тимот кој беше задолжен за звукот и озвучувањето на фестивалот го оценија како најтежок во нивната долгогодишна работа, затоа што квалитетот на повеќебројните артисти и членови на групите бара и поголема концентрација и ефикасност од нивна страна. Затоа овој фестивал е со посебна тежина за нив. Етноплоштад фестивалот оваа година го достигна нивото кое што го имавме зацртано како можност за развој на фестивалот, иако нашите цели се доста поголеми. Оваа година имавме богата програма, големи изведувачи, имавме многу силна публика која реагираше на она што се презентираше на бината и мислам дека можеме да заокружиме дека имаме успешен фестивал
и дека следните години можеме само да го дигаме нивото уште посилно. Самите реакции се доста позитивни. Мислам дека и не можеме да најдеме некој пропуст. Она што го имавме зацртано како организацијски задачи се исполнија. Не затаивме во ниеден момент, на ниедно поле. Она што ми е интересно и убаво да го слушам од самите менаџери на изведувачите е дека самата организација оваа година била многу повисока од и поголемите фестивали во Македонија и тоа за мене е огромна гордост. Значи беше обрнено внимание апсолутно на сите детали, значи и на сцената, и на просторот за сцената, и на условите за изведувачите, нивниот прием, самото озвучување и сцена. Се она што се случуваше беше претходно предвидено и јас како еден од организаторите на фестивалот можам да кажам дека сум задоволен од она што тимот го исполни и од она што се презентираше на публиката. Изминатите 3 дена Берово со големината на етноплоштад фестивалот се издигна во светски фестивалски центар, на кој ваквите случувања му се неопходни за уште поголема промоција на регионот, кој градот го прават атрактивна туристичка дестинација.